Дали знаете дека царот Стефан Душан е крунисан на 8 септември 1331 година во Скопје? Стефан Душан е роден околу 1308 година. Детството го поминал во прогонство во Цариград, каде живеел со неговиот ослепен татко и со мајка му Теодора, која била ќерка на бугарскиот цар Смилец. Во 4 постоечки преписи од Душановиот законик, Раванички, Карловечки, Загребски и Софиски, царот Душан е опишан како македонски цар Стефан Душан. Например, во Софискиот се вели: благоверна го и христолюбива го македонска го цара Стефана, српска го, болгарска го, унгарска го и така натаму. Македонското име и во средниот век, во време на царот Душан, не само што живеело, туку било сметано за исклучително важна титула, која била престижна. Царот Стефан Душан умрел на 20 декември 1355 година и е погребан во манастирот на Светите Архангели во близина на Призрен. Дали знаете дека за славењето на домашната православна слава на одреден светител во случајот на Свети Никола постојат записи од 1018 година, непосредно по пропаѓањето на Самоиловото царство. Во Македонија Свети Никола се слави на 19 декември и на 22 мај како Свети Никола Летен. Свети Николај е заштитник и на градот Прилеп, согласно одлука на општина Прилеп. Градот Свети Николе на овој ден го прославува својот градски празник. Свети Никола е еден од празниците кои македонските православни верници најмногу го слават како домашна слава или како имен ден поради често присутното име. Според записот од 1018 година, прославувањето на домашната слава во тоа време се случило во градот Девол, кој се наоѓал јужно од Охрид. Во македонските народни песни Свети Николај е опеан како стар Свети Никола, кој може да го одмрзне и замрзнатото море, но и кој постојано градел цркви и манастири. Дали знаете дека Демирхисар и Демирхисарскиот крај на времето биле познати по големиот број на анови? Во самата населба Демирхисар постоеле два ана, Голем или Горни ан и Долни ан, додека пак во областа Демирхисар, односно во поширокото подрачје на Железник, имало 10 анови, и тоа Голем ан на местото на денешната автобуска станица во Демирхисар, Долен ан на Труман во Мургашево, Белички ан или Стари ан, Сладуевачки ан, Сопотнички ан, два Жвански анови, Доленски и Велмешки ан. Пред да се навлезе во областа се наоѓал Мраморичкиот ан, во собственост на Насте Огненовски, кој имал сместување и за коњите и за воловите со плевна и стогови, располагали со кујна, трпезарија и 3 посебни соби за ноќевање. Претходно бил и Лопатичкиот ан или Солајскиот ан, или анот кај местноста Белимост, познат и како Темелковски ан. Последните два анови се сметаат дека припаѓале во Битолскиот крај.